имајќи предвид предходната работа на господинот Мемети, негови извештаи кои во минатото ми се допаднале како сериозен, храбар настап во одбрана на човековите права, во одбрана на граѓаните, во одбрана на народот, нели народен правобранител. Мислам дека ова е сериозно отклонување од неговиот предходен курс. Мислам дека треба час поскоро да го коригира тоа и мислам дека оставката ќе биде најдобро решение за таквото нешто, за да можеме некако да го помниме по тоа доброто што го направил и да се обидеме да го простиме ова што сега го направи. На 24.12.2012 година се случи преседан кога зборуваме за повредите на човековите права. Господинот Мемети беше во просториите на Собранието на Република Македонија и чекаше да биде реизбран за повторно за функцијата народен правобранител. Во тие моменти кога се случуваше насилството врз пратениците на пратеничката група на СДСМ и врз новинарите, повеќекратно беа кршени човековите права. Господинот Мемети, имајќи го предвид неговиот мандат и авторитет, можеше да преземе нешто. Тој ќе рече, знаете, јас не сум надлежен да постапувам кога станува збор Собранието на Република Македонија. Меѓутоа да не заборавиме, насилството таму го вршеа представници на Министерството за внатрешни работи. Значи, господинот Мемети директно има надлежност да бара објаснување, да испитува дали била употребена несразмерна физичка сила при отстранувањето и на новинарите и на пратениците. Јас сум прв човек на институцијата народен правобранител во Република Македонија и сметам дека не треба да коментирам такви мислења. Јас лично се огласив со став по однос на случувањата на 24-ти во делот на тоа што значи дека по однос на одлуките на законодавниот дом, односно председателот, дека сум ненадлежен, а по однос на делот на важноста на слободата на изразување, исто така отворив и се уште имам отворена постапка и мојот став јавно го искажав. Во писмово се наведува, но постои еден впечаток дека може би не беше најпригодно токму на денот кога се случуваат тие работи во Собранието вие да давате отчет и да се одржува вашиот реизбор. Се согласувате? Тоа прашање е работа на парламентот кога ќе го избира омбудсманот, а не работа на кандидатот или на кандидатите. Сепак се работи за законодавен дом, а омбудсманот се бира со двојно мнозинство и не е тоа случајно така. Ве информирав дека сум во контакт со Сдруженијето на новинарите, тие поднесла представка кај мене. Скоро тие ќе добиваат одговор во пишена форма и секако дека ќе го добијат, ќе добијат мојата општа реакција по однос на тоа што се случи, но секако дека во рамките на тоа што значи уставен поредок на Република Македонија, а не поединечни желби. Добро, уште едно, доколку пратениците од опозицијата дојдат и поднесат представка за постапките на полицијата која беше присутна во Собранието тој ден, ќе постапите по нивните пријави? Јас веќе постапив, тоа е одлука на председателот за овозможување на услови, а над која јас немам надлежност. Добро, за полицијата зборуваме, не за Собранието. Полицијата постапила по одлука на председател на Собрание, а нигде во свет омбудсманите немаат надлежност над одлуките на председателот на Собранието. Замислете, почитувана господја новинарко, омбудсманот на Шведска, каде што е родена оваа институција, да отвори постапка за одлука на председател на парламентот на Шведска.